Маца МК го има следното прашање и вели имам ниско серумско железо, практикувам здрава исхрана, пијам витамин С, не пијам млеко и кафе и пак ми е ниско, што е трикот. Маца, трикот нема трик, но серумското железо, односно железото, имам и многу малку информација, али сепак ќе дадам една ќе ти дадам насоки што може би да превземаш и да правиш. За железото, за да се тоа е градбена единка, односно составен дел од хемоглобинот, кој што е задолжен да го разнесува кислородот. Го има и во миоглобин, односно како дел од мускулите, кој што па го чува кислородот. И самиот збор, значи хемоглобинот прво е протеин. И за да се гради хемоглобинот, потребни се и аминокиселини, односно протеини. Потребен ти е витамин А, потребен е витамин С за да се подобри абсорпцијата и нормално потребни се некои исфрлања од исхраната кои што па прават намалување на абсорпцијата на железо. Животниот стил, односно квалитетната добра исхрана, посекако треба да имаш, затоа што не можеш да очекуваш дека ќе пиеш можеби суплемент на железо и суплемент на витамин С и дека ќе се подобрат. Мора да ти биде комплетна и некои детали да ги запазуваш, да речеме. Супер е што не пиеш млеко и кафе, но тоа не значи дека треба целосно да ги исфрлиш. Работата е да не ги пиеш можеби веднаш после оброкот што го јадеш. Истото треба да се случува, не знам, кога јадеш спанак. Не го јадеш со кисело млеко, затоа што калциумот ја намалува абсорпцијата на железо. Јади со јајце варено, кое што дополнително во жолчката има железо. И гледај да, не знам дали јадеш животински продукти и месо, но генерално подобро абсорбирливото железо, односно хем железото, за разлика од нехем, е присутно само во храната од животинско потекло, односно најмногу во црвени меса, и во джигер, да речеме, особено го има во поголеми количини. Знам дека не може, нели, можеби секој ден ти ќе јадеш месо, но не во секој оброк, затоа гледај да си ја подобриш исхраната во смисла вметнувај појадок, редовност на оброци, пи доволно вода, на тој начин да обезбедуваш доволно од С, бидејќи витамин А, односно бета-каротен е исто така важен за абсорпцијата на железо и не пи кафени и зелени чаеви веднаш после оброк, избегнувај млечни продукти во оброците во кои што имаш поголеми количини на железо и континуитет. Доколку пак, пошто многу имам малку познавање за остатокот од твојот ден, ако сакаш дополнителна помош, обрати ми се назад и ќе поразговараме, може и да направиме и онлайн средба и ќе ти помогнам колку што знам и ќе те поврзам со луѓе кои што го имале сличното искуство.